Како што најавив за проектите во инфраструктурата, но и за актуелни домашни и меѓународни теми, мој гостин, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски. Добро вечер и добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав на сите што не гледаат. Првиот повод за да договориме гостување беше тоа што неудамно го промовиравте грантот од 149 милиони евра за третата делница од железничкиот коридор кон Бугарија, нешто што го представивте како историски. До каде сте со целосно затворање на финансиската рамка и постои ли се уште неизвестност дека може и да не го затвориме целосно и реализираме овој проект? Во однос на источното крило на коридорот 8, со тоа што го направивме четвртокот, со подпишувањето на договорите, целосно е затворено финансирањето на градбата. Како што кажавте, имаме 149 милиони евра грант, што е најголем грант кој што држава било кога го добила и некаде процентуално е некаде околу 30% од вкупната сума која што е потребна. Имено имаме 350 милиони евра меки кредити, по 175 од Европска инвестициска банка и Европска банка за обнова и развој и 149,2 милиони евра, еве најточно имаме грант, што е најголем грант кој што го добила држава. И навистина сум горд на тоа, затоа што ни беа потребни 2 години од една ситуација каде што наследивме проект кој што завршуваше на пола тунел и една политичка тензија која што се создаде со Бугарија, да дојдеме во ситуација да имаме подпишан договор со Бугарија, да имаме јасна заложба и од Македонија и од Бугарија дека ќе се гради на двете страни, а не само на наша страна. Дополнително Европската унија да се согласи целосно да го гарантира изградбата на тунелот, што ќе е една доста сериозна сума, и плюс на тоа ние да имаме затворено финансирање за третата делница, така што овие 2 години не беа лесни. Моја цел беше да докажеме дека проблемот е инженерски, а не политички. И драго ми е што сите сватија дека е инженерски проблем и дека еве проблемот се реши и дека сега почнуваме да градиме. Имајќи предвид дека првата делница е завршена, дека втората интензивно се работи и ќе е готова до крајот на 2028 година. Очекувам овдека да избереме изведувач до крајот на годината и согласно роковите во договорот да го завршиме и третиот дел и да го завршиме и тунелот. Кога ќе може некој да влезе во воз во Скопје и да се симне во Софија? Ако од страна на Бугарија се работи со истото темпо со кое што работиме ние, тогаш сме договорени 2032 година да имаме поврзување кое што ќе оди од Скопје преку Софија до Варна и до Бургас. Да, инаку споменавте на почетокот инженерски, а не политички проблем. Морам да признам дека во голем дел од јавноста се прецепираше како политички ставот на владата против во тој момент вложувањето во источното крило на коридорот 8. Така почна и добро се сеќава јавноста дека сериозни удари примавме тогаш и од домашната јавност и од меѓународната јавност, но ние бевме убедени во нашите аргументи и на крај тоа се покажа како вистинито. Имено на почетокот точно, некои велеа дека ќе дадеме приоритет на коридор 10, нема да градиме коридор 8. Некои велеа дека заради односите со Бугарија политички дека не сакаме да се поврземе. Сите теории на заговор ги имаше, вклучувајќи и во бугарското општество. Да подсетам дека во Бугарското национално собрание, предходниот состав, се изгласа и резолуција против мене лично, по име и презиме, дека јас сум бил против поврзувањето на двете држави. За сотрпение, навистина големо трпение беше потребно, во одредени моменти имаше искри, но сотрпение да успееме да ги убедиме и партнерите од Европската унија, но и Бугарија, дека навистина инженерски проблемот и дека никаде во светот нема тунел до пола. Тоа беше проектот кој што го наследивме и дека мора уште еднаш каде изразговараме се, дека уште еднаш да ја почнеме процедурата наново и да го направиме она што е најлогично. Тоа е ние да изградиме до влезот во тунелот, Бугарија од нивна страна да изгради до влезот во тунелот, а тунелот да го градиме заеднички и како што реков, веќе писмото е пратено до Брисел, усогласено е меѓу двете држави. Првиот состанок на меѓуресорската комисија се случи во Софија, вториот ќе биде на крај на месецов во Скопје и еве веќе имаме градба и имаме решенија на место проблеми. Во однос на коридорот 10, на почетокот на годината рековте до крајот на летото ќе се заврши планирањето на овој проект. Сега сме август, има ли завршено планирање, имаме ли нешто друго освен најава во однос на неговата изградба? Да, многу сум задоволен од динамиката на подготовка на документите. Рокот за завршување е 31 август
имајте предвид дека на дневна основа добивам информации, тој рок ќе биде запазен. Она што е исто така значено е дека одбравме и ревизорска куќа која што треба да направи ревизија на целата таа документација. Се работи за една од најголемите светски куќи, тоа е АРУ. Тие ќе имаат после тоа рок во еден период од месец и половина до 2 да направат целосна ревизија, што значи дека веќе средина на октомври и ревизијата ќе биде завршена. Она што е добро е дека оваа ревизорска куќа ќе остане ангажирана во текот на реализација на целиот проект, односно тие ќе ја следат реализацијата на проектот како условно кажано едно надворешно тело кое што треба да помага на државата со еднонивно мислење како се одвива проектот. Така што ако се оди добро, ние како што рековме, на почетокот на следна година веќе ќе имаме интензивни градежни работи на терени со исклучително багери можеби порано ќе видиме, но интензивни градежни работи ќе имаме почеток на следна година. Исклучително сум задоволен од динамиката на развој на проектот. Се работи не за најголем проект во Македонија, туку во цела Југоисточна Европа. Многу проекти се прават, но некој да се нафати наеднаш толкав проект да се гради досега немало. Еве, зборувавме за Коридор 8 железница, како што гледате таму работиме со Европска унија, се оди на делови, на секвенци, прва секција, втора, трета, но наеднаш вака се фати проект нема Југоисточна Европа никаде, а има многу поголеми држави од нас. Добро, првично за 2 милиарди евра се зборуваше. Имате ли финансиска конструкција и пресматка на економската исплатливост на една толку голема инвестиција? Студиите секако јавноста ќе ги види кога ќе бидат финално завршени и со ревизија. Ја потврдува нашата предпоставка околу цената. Голем фактор се случувањата во Иран. Ова е подуслов да ситуацијата таму се смири и да нема некоја глобална финансиска криза или глобална инфлација. Ако остане како што е сега состојбата, тогаш тој е пакетот. Од сегашни 235 километри колку што има од граница со Србија до граница со Грција, заради тоа што ќе е далеку по права линијата, се намалува на околу 195 километри, значи се заштедуваат 40 на километри, дупла, двополосечна ќе биде и очекувањата се дека годишниот приход на двете железнички предпријатија, Железница инфраструктура и Железница транспорт, по почетокот на карго сообраќај на оваа линија, затоа што во суштина тоа е економски коридор, ќе се околу 120 милиони евра годишно, што ќе е сосем доволно да се вратат ратите од кредитот, имајќи предвид дека тоа е една доста солидна сума која што ќе влегува во двете железнички предпријатија. Има ли промена базирано на овие студии за кои што зборувате, на најавите околу тоа колку брза ќе биде брзата железница, затоа што можев да најдам две бројки. Во една сте рекле 250 км на час, потоа сте рекле 200. Дали ви беше укажано од стручни тимови дека можеби е тоа превисока бројка? Точно е дека ние разгледувавме и опција со 250 км на час, во суштина разгледувавме 9 опции. За жал, затоа што јас би сакал и да е така, таа опција не се прифати, имајте предвид дека идејата на таа опција беше буквално да се повлече на права линија од Куманово до Дојран, со секако крак кон Скопје, но проблемот беше што Грција не беше расположена да гради целосно нова железничка линија која што би се спуштала од другата страна на Дојранското езеро, кај преминот Дојрани и би одела до Солун. Она на што тие беа спремни е да се користи постојната линија која што оди од Гевгелија Ники до Солун. И имајте предвид дека тоа беше нивната определба, поентата е да се споиме. И ја одбравме траекторијата која што оди по Вардарската долина, која што е најлогична и која што е економски најисплатлива. Ова опција со 250 км на час беше некаде за 50% поскапа од опцијава која што имаме. Така што сега патничките возови, зависно каде ќе се движат од 160 до 200 км на час, додека карговозовите ќе имаат максимална брзина од 120 км на час, што е најмногу што во моментов може да се добие, но уште побитно од тоа ќе може да оперираат возови со должина од 750 метри, тоа е скоро 3/4 километар еден воз карго, и на тој начин доаѓаме до тој сообраќај кој што сакаме да го постигнеме на оваа линија. Во однос на патните коридори 8 и 10Д, кои ги работи Бехтел и ЕНКА, неодамна најавивте практично дека ќе има 2 годишно одложување на рокот кој што беше претходно поставен, кој сега ќе биде поместен до 2029. Зошто? Во македонската јавност, знаете, кога ќе се слушна веќе одложување, после искуствата со Кича во Охрид, настанува некој чувство на недоверба, дека некогаш ќе биде. Овде е поразлична причината, имено ние само што бевме избрани како влада,
почнавме да ги работиме проектите, се сеќавате дека камен темелници и на Тетово Гостивар, и на Гостивар Букојчани, и на Прилеп Битола се удрија во време на оваа влада, а договорот беше потпишан 2 години претходно. За жал, во тие 2 години нити планирање се работело, нити експроприација се работело и изведувачот, Бехтел и НК конзорциумот, доби официјално мислење од надзорот дека мора да се продолжи рокот за 2 години затоа што тие 2 години немале пристап на терен. Што значи дека ако гледате динамиката со која што тие работат, тогаш тие завршуваат во рок, но наместо да започнат во 2022 и 2023 година, зависно која секција, тие започнале во 2024 и 2025 година и логично треба да им се дадат дополнителни 2 години колку што изгубиле во период на претходната влада кога не работеле. Така што ако гледат од нивни аспект, тие се во рамки на роковите, само се гледа стартниот датум и затоа треба да продолжиме за 2 години, со што рокот на изградба не се поместува, туку се поместува стартниот рок, кој што во случајов е 2024 за едната секција и 2025 за другите 2 секции. А колку пари досега се исплатени на Бехтел и НК и колку проценти од работата е завршена? Тоа ви беше, мислам, важно кога дојдовте како министар, да има баланс помеѓу тоа што се плаќа и што се добива во моментот. Зависи која секција гледате, ако ги видите трите секции заедно, тогаш некаде околу 30% имаме прогрес. Ако видите во средства, некаде оваа година ќе стигнеме околу 600 милиони евра, но не смееме да заборавиме дека во овие 600 милиони евра се 230 милиони евра кои што првично беа дадени за мобилизација и аванс, кои што за жал не влегуваат во дел на завршени работи, туку тоа беа средства директно исплатени кон изведувачот. Ние најмногу за тоа реагиравме, како и за изборот на надзор, односно за подизведувачот на надзорот, сомнителна компанија која што искуство има со други работи, како на пример фабрики за долна облека, не со надзор над патишта. Така што тоа беа двете наши најголеми грижи, двете наши најголеми реакции. Ако се исклучат овие 230 милиони евра, тогаш плаќањето ја следи динамиката на реализација и сме задоволни од реализацијата. Тоа е многу важно. Како дел од коридорот 8 најавена беше изградба на експресниот пат Куманово-Страцин. Најпрво најавивте дека можен почеток на градба во 2027, за потоа да слушнаме дека всушност ќе се прави физибилити студија во текот на 2027. Дали и тука станува збор за никакво одложување на планот? Таму во меѓувреме имаме навистина добри вести, имено почна да се отвора ИПА 3 компонентата за Македонија и Европската унија се согласи покрај во планот за раст да ова патно решение ќе биде на ниво на експресен пат од Куманово до Страцин, биде дел и од ИПА 3, што значи дека сега многу ќе се забрзаат работите и веќе е реално следна година да стартуваме. Добра. А во однос на Кича во Охрид, капиталниот проект кој не е само вашата, туку мислам на многу министри кариерата ќе ја одбележи, можете ли денес да дадете датум и точен месец во кој овој проект ќе биде целосно затворен? И ова го прашувам од аспект на тоа што беше рокот крајот на оваа година, првиот квартал на следната, но последно ве слушнав дека зборувате за мај месец. Што е после првиот квартал? Кога го подпишавме, оваа влада има еден анекс подпишано во однос на Охрид Кичево, каде што ги надминавме сите проблеми. Кога го подпишавме анексот, таму е запишан терминот мај 2027 година, но мај 2027 година со технички прием. За жал јавноста не знае, ние ретко имаме патишта кои што имаат технички прием. И тоа е еден од проблемите кои што ги решаваме, за кои што ретко зборуваме во јавност. Јас кога бев избран, единствен автопат кој што имаше технички прием беше Демиркапија Смоквица. Само како еден пример. А имаме автопатишта кои што се многу постари од Демиркапија Смоквица и се работиме еден по еден да ги запишеме. Некоја нормална процедура е околу 3 месеци да се запише и сакаме да изведувачот тука има некој помал проблем да се реши, нешто да се надокнади и така натака, да се решат одредени ситуации, но градежните активности ќе завршат во првиот квартал на 2027 година. Зошто велиме првиот квартал, а не велиме јануари, февруари или март? Во зима никогаш не знаете како е со временските услови. Ако е блага зима, можеме и јануари, ако е остра зима, тоа ќе треба да почекаме до март, затоа што се работи за планински терен. Но веќе како што гледате, зборуваме за месеци кога ќе се заврши, а не за години и за децении, какви што за жал го следеа овој автопат. Јас дадов збори, така ќе направам, кога ќе го завршиме целосно, ќе ги презентирам сите факти и проблеми со кои што се соочивме.
Овие 2 години не сакам да зборувам за проблеми, да не изгледа како оправдување, но фер е да знае јавноста како ќе опуштиме во употреба целиот автопат, со што се соочивме и каква беше ситуацијата. Најавивте дека на 1 септември ќе тргне градскиот воз кој треба да поврзе еден дел од главниот град. Во колку часот тргнува тој воз на 1 септември? По некоја случајност утре имаме координација помеѓу Министерството за транспорт, Железници инфраструктура, Железници транспорт, град Скопје и ЈСП. Една од точките се и возните редови, затоа што сакаме да ги усогласиме со ЈСП. Наша основна цел ќе биде тие да одговараат на учениците, пред се на средношколците, затоа што сум убеден дека многу средношколци ќе го користат градскиот воз, особено што околу новата железничка станица има неколку средни училишта кои што се релативно блиску. Така што утре утврдуваме дневен ред и се извинувам возен ред и после тоа ќе го презентираме, но она што ми особено драго е дека градежните работи веќе се во финална фаза. До 21 август треба да има и технички прием. Линијата која што оди од Зелениково преку Драчево, Лисич, аеродром Кисела вода и нова железничка. Ќе имаме најмалце 3 гарнитури, најновите возови ќе ги ставиме таму, тие кои што се последно купени, 2 електрични и една за секој случај дизел гарнитура. И она што беше многу предизвикувачки, да ја потсетам јавноста дека имаше една тешка кражба пред 2 недели, каде што штетата ја проценуваме помеѓу 3 и 5 милиони евра. Работи Министерството за внатрешни работи да ги открие крадците и ќе се откријат, затоа што толку е тешка кражбата да таа не може повеќе од 2-30 луѓе во држава да ја направат, да се исклучи високонапонска струја, да се кренат 27 тонски трансформатори, за тоа треба механизација, така што горе-долу знаеме кои се луѓето кои што можат ова да го направат, сега мора да се истражува да точно се открие кој го направи. Тоа е многу сериозно и од аспект на безбедноста. Верувате, тоа е како на филм што е направено. Значи таму е отидено со градежна механизација и со врвни експерти со цел да се извади бакарот од двата трансформатори и да се продаде на црниот пазар. Се врши во моментов инспекција и на сите отпади за железо и останати метали. Во моментов бакарот има многу висока цена на светските берзи заради случувањата во Украина и во Иран, и ние сме свесни дека некого му се видело ова како добар бизнис, но штетата е помеѓу 3 и 5 милиони евра и не дај Боже можеше да се случи нешто безбедносно. Тоа што ние сме одговорни и Железници инфраструктура и директорот Ивановски посветено работат и имаја бекап и секогаш имаат бекап и тој се уклучил во прав момент и не запре сообраќајот или не дај Боже не се случи нешто трагично на железницата, тоа е само заради тоа што одговорно работат, но тоа не го бриче фактот дека таму има тежок криминал. Успеавме и тој проблем да го надминеме, во моментов работиме преку бекап решение, а минатиот вторник на седница на влада помина изменетиот бизнис план на Железници инфраструктура со кој што влегуваат во итна набавка на 2 нови трансформатори кои што треба да бидат поставени на тоа место. Паралелно ќе се трае истрагата, да се најдат виновниците, ќе се зголеми обезбедувањето на објектите и на тој начин да превенираме во иднина вакви проблеми. Има ли пари за таква набавка? Тоа е годишниот буџет, ако не и повеќе. Тоа не е голем во моментов проблем. Планиравме ние некои други развојни проекти кои што сега мора да ги ставиме малце на страна за да го решиме ова. И второто кое што го решаваме, само што во моментов е во тек набавката, тоа е патните премени. Целосно ќе се дигитализираат и електрифицираат, како и може да имаме максимална сигурност на често гледаме грешки кои настанале на видеа на социјалните мрежи, веројатно е ако ми многу дозволите би дал еден коментар повеќе да знаат граѓаните да не се плашат. Често читам помина воз не се спуштија рампите, не е така. На оние премени кои што во моментов не се обезбедени, согласно процедурите не смее возот да оперира со поголема брзина од 20 км на час и ако видите поминуваат доста споро, тоа е протокол, не е случајност. Така што безбедносните правила... така беше на последната снимка, практично лазеше возот, но некако загрижувачки изгледаше. Тоа е безбедносно правило. Така што безбедносните правила се 100% испочитувани, но ние би сакале возови кои што ќе оперираат со 100 до 120 км на час на оваа пруга, здравија на другата и со 200, и за тоа да го направиме мора да ги решиме и патните премени. Кога скупјани ќе добијат нови
електрични автобуси. Тоа заврши и Па, вториот обид да. за тендер, истата практично, истиот понудувач доби, кога ќе може тоа да се спроведе? Ова ќе е еден вид ексклузивка, заврши и процесот на жалба. Имаше една жалба која што беше поднесена и денеска истата беше отфрлена од второстепената комисија, така што овој пат процесот е целосно успешно завршен. Денеска добивме потврдата од второстепената комисија за жалби по јавни набавки. Сега влегуваме во подпишување на договор, иако 6 месеци е рокот за испорака од подпишување на договор. Моето барање до понудувачот, кој што веќе сега ќе е и официјален контрактор на државата, ќе биде првите автобуси да стигнат во декември или во јануари месец. А вкупната бројка од 100 практично 6 месеци по подпишување Значи на договор. договорот е првите 30 да стигнат во рокот 6 месеци, но тие се тие кои што јас велам да стигнат декември или јануари. Понатака уште 60 да стигнат во рокот 12 месеци и уште 60 да стигнат во рокот 18 месеци, така што за година и пол треба заврши целата испорака, а првите 30 се надевам декември јануари дека ќе ги имаме. Да. Благодарам за овој дел. Јас би сакала во финишот на овој интервју да ве прашам и за одредени прашања кои што се актуелни, особено на надворешно политички план. Тајни преговори, нетајни, дискретни, под маса, што се случува во односите со Бугарија во моментов? Па јас мислам дека нема ништо тајно и дека јасни се работите и работите се тие кои што ги знаеме. Од една страна имаме наследен договор кој што претходната влада го потпиша така како што го потпиша, а најголем проблем е дека потпиша договор кој што не беше во можност да го испорача од една страна, од друга страна имаме многу јасна и цврста позиција на ВМРО-ДПМН и на сегашната влада дека нема да има уставни измени под бугарски диктат. И нормално е да двете држави комуницираат, нема ништо страшно во комуникацијата. Претходно зборувавме за железницата, имаше средба во Софија. И тука јас не гледам ништо страшно и проблематично. Поентата е дека доколку се најде решение, тоа ние инсистираме и така ќе биде, да биде во рамки на принципите кои што ги има ВМРО-ДПМН и владата. Ако тие принципи не се испочитуваат, тоаш нема да има решение. Поедноставно од ова не можам да го кажам. Што е различно од лани до сега? Па ништо. Зошто денеска има Не гледам ништо различно. Нема нов импулс, нема нов предлог, можеби поголем интерес на ЕУ заради геополитичките случувања? Тоа е друг контекст на прашањето. Факт е дека има еден позитивен моментум во однос на проширувањето, што можеби не го гледавме минатата година или пред 2 години. И исто така е факт дека посветената работа на владата со лична координација на премиерот Мицкоски во однос на реформската агенда дава големи резултати покрај за реформите, покрај за финансискиот прилив во државата и за имиџот на државата. Премиерот Мицкоски е единствен премиер од сите 6 земји во Западен Балкан кој што лично ја води реформската агенда, лично ги води состаноците со Европската унија на кои што присуствуваме сите членови на владата. И во моментов Македонија е убедливо најдобра по перформанс во однос на реформската агенда. Така што тоа многу допринесува за кредибилитетот на Македонија, затоа што покажуваме дека ние навистина сакаме и правиме реформи и дека блокадата од Бугарија е политичка, не е поврзана со било кој сегмент од реформите, дали се владење на правото, дали се економски реформи, дали се социјални реформи, дали е инфраструктура, така што тоа многу помага на подобрување на имиџот на државата. За крај, дали премиерот во рамки на екскурзијата во Белгија ќе има и политички средби и разговори поврзани со блокираните евроинтеграции? Јас од она што знам се работи за приватна посета, сите имаме право на одмор, секако и премиерот има Опозицијата вели невообичаена одмор. дестинација Брисел за летен одмор. Па секој го бира своето место. Мислам дека ќе бидам директен, е безобразно ова што прави опозицијата, да не му се дозволи на човек 5-6 дена да одмори во услови кога лидерот на опозицијата месец дена не сме го виделе, веројатно е во Грција и окей, негов избор. И тоа никој не го коментира, да од друга страна во овие 5 дена во кои што премиерот решил да се види со семејството, да пропатуваат заедно, да вака се прави напад, мислам дека е безобразно, нема друг збор, но ние сме навикнати, во суштина тоа тие го прават и додека бевме во опозиција и сега кога ја водиме државата, но и граѓаните го гледаат тоа и затоа рейтингот на ВМРО-ДПМН е тој што е, а рейтингот на СДСМ е тој што е. Иначе и јас последната недела на јули бев на одмор и не гледам ништо спорно човек да се одмори 7, 8, 10 дена и после тоа со нова енергија да влезе во новите задачи кои што го чекаат. Александар Николовски, во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам.